Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Значи ги видовме позициите, опциите, варијантите што ни ги нудат актуелните политички партии и политички лидери за иднината на Република Македонија. Токму затоа што ги знаеме сите детали, јас велам дека на нацијата, на македонскиот народ му е потребно едно големо изборно будење. Знаете, онаа фаза која доаѓа по секоја преживеана криза или по секој преживеан шок на организмот, при тоа колку е потешка кризата или колку е поголем шокот кој што е доживеан, толку е посилно и побурно самото будење. Ако кризата е доживеана како земјотрес од 6 степени по Рихтер, будењето го возвраќа ударот со ист интензитет, ако не и повеќе од тоа. Возвратниот удар никогаш не е само еден. По него мора да следат и бројни авторшокови кои го комплетираат ефектот на националното будење. По главниот удар од политичката криза мора да следува големо будење кое ќе има потреба да ја затвори Пандорината кутија и да ги евоцира сите подалечни и поблиски спомени предизвикани од неколку главни македонски антихерои. Јас велам предизвикани од неколку македонски Андервуди. Сигурно сте ја гледале House of Cards и ликот Андервуд. Големото национално изборно будење ќе го направи минатото појасно, ќе го затвори секое отворено прашање, ќе ги стави адакта сите оние политики и действија што ја создадоа сегашната, но и сите претходни кризи во системот. Ова големо изборно будење ќе биде одлична можност за повторно рекапитулирање на сите кошмари во кои бевме заробени како народ, како држава во изминативе 25 години. Големото изборно будење што треба да ни се случи, има потреба од широм отворена врата, преку која ќе се поврзат во низа сите досегашни кризи на државата. Ова последно најголемо изборно будење ќе мора да ги стави во контекст сите претходни помали будења кои за жал немале вистински освестувачки карактер. Биле евидентирани само како народни маморни фази на освестување. Политичката криза во државата по 11 декември ќе мора да заврши со големо сенародно будење. Големо будење што ќе ослободи силна еруптивна енергија, а значењето на тоа 11 декемвриско будење ќе биде огромно. Веќе наредното утро ќе треба да бидат видливи неговите ефекти. Тоа будење ќе мора да наликува на она кој организмот го доживува кога 10 часовника наместени веднаш до уво почнуваат да звонат истовремено и со најгласен тон. Тоа будење ќе мора да наликува на она чувство што конкретно го имав јас, меѓутоа верувам дека заедно со уште неколку стотини илјади граѓани во земјата, кога странските платеници се живуваа врз спомен обележијата на нашите национални херои заради неколку ветени пратенички места. Тоа будење ќе мора да одекне посилно од стотината иззверени, искезени наркотични лица, изфарбани со бојата на виножитото на лице во знак на протест кон институциите на системот во кои сега гледаме едва чекаат да влезат. Тоа будење мора да биде многу посилно од овој ниет кој што го гледаме на Катица Јанева и незиниот тим, да седим во МВР, цитирам, ако треба и до 1 јануари, само за да му учини на незиниот политички партнер Заев во добивање политички поен плюс во изборната кампања. Тоа будење мора да одекне најсилно, како наш последен крик за спас и одбрана на сопственото огниште, на сопствениот дом, одбрана на своето семејство, своето работно место, одбрана на своите пријатели, одбрана на нашите институции, на системот и на нашата држава. Двегодишната политичка бура што ја доживеавме, нека биде нашата најголема причина за конечно национално будење на секоја пора од македонскиот организам. Будењето нека биде наш потсетник за сите досегашни политички хаварии во државата, кој ги предизвикал, зошто се случени. И да се потсетиме на некој од нив. Например, да се потсетиме зошто Република Македонија
9 години по самостојувањето, функционираше без јасно дефинирана и утврдена даночна и фискална политика. Кому му требаше таквиот лов во матно? Да се подсетиме, зошто неколкумина македонски транзицијски политичари буквално ги шитнаа нашето национално знаме, името на државата, нашите сонародници во соседните земји? Зошто никој од тогашните политичари не одговараше пред македонскиот суд и не беше прогласен за виновен поради македонскиот грабеж на деценијата, попознат како пирамидална штедилница ТАТ? Точно е, Сонја одговараше, но никој од политичарите, високите политичари во тоа време во политичкиот естаблишмент не одговараше за овој грабеж на деценијата. Кои судии и јавни обвинители тогаш прогледаа низ прсти и пуштија виновници слободно да се шетаат во државата, но и по највисоките политички функции? Дали Бранко заради ТАТ потоа доби претседателската функција во земјата? Зошто ниту еден од 500-тината судии избрани за само еден ден од пратениците на СДСМ не се најде независен и непристрасен да биде специјален во наводници и судски да затвори барем едно од бројните досиеа поврзани со актуелни политичари кои беа и останаа со цврсти и непобитни докази за сторен криминал? Зошто тогаш европски ориентираната политичарка од СДСМ не стокми така наречен извештај на Прибе, каде детално и нашироко ќе можеше да се распише за клучните слабости во македонскиот судски јавно обвинителски систем преку студијата на случај од врвот на незината партија? Како тоа СДСМ, партијата на правдата и на владењето на правото, да не ја заболи ниту еден зап за европските стандарди за квалитет на судството во тоа време? А не дека големата европјанка тогаш не била запознаена со судските стандарди. И те како била? Затоа што и тогаш постоја, само што тогаш стандардите не биле од полза на незиниот шеф, а европјанката морала по секоја цена да го заштити шефот. Стандардите не ја нуделе заштитата. Оттаму за доброто на шефот и неговата непречена политичка кариера, специјални судии и јавни обвинители не доаѓале предвид. Можеме да редиме уште многу случаи од минатото, каде што македонскиот народ и македонските институции на системот некако како да подклекнале пред лицето на правдата и пред словото на законот. Токму затоа повикувам на големо изборно будење на 11 декември, кое мора да не отрезни сите, мора да ни исправи пред големата вистина што ги крие одговорите на сите сега поставени, но и непоставени прашања. Големото изборно будење што македонските граѓани ќе го имаат на 11 декември ќе мора да биде големо национално отрезнување, но и затворање на политичката врата, од каде постојано доаѓа раздор, доаѓа омраза, доаѓаат кодошења, сплеткарошења и негирање на се што е македонско. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.